Денеска сакам да зборувам, денеска сакам да се потикнам себе си и вас да ве потикнам да размислуваме и да усвоиме една клучна христијанска духовна дисциплина, односно клучна христијанска духовна навика. А тоа е интеракција со Библијата, односно интеракција со Светото писмо. Не можам доволно да акцентирам, да потенцирам колку е ова значено, без разлика дали ти денес се наоѓаш во можеби најдобриот период во твојот живот или можеби имаш период на големи маки, страдења, криза од кој да е причина. Христијанска духовна дисциплина, христијанска духовна навика, читање на Светото писмо. И знаете што? Ова нешто е значено. Ова навика е значена заради тоа што од нашата интеракција со Светото писмо, со Светото писмо создава идентитет наш и создава наш светоглед. Библиски информиран светоглед, значи не било каков светоглед, туку библиски информиран светоглед, кој што подразбира ние да знаеме кој е Бог, ние да знаеме кој е светот и што да очекуваме од овој свет, и ние да знаеме која е нашата улога, кој е нашето место во светот и во тој голем Божи план кој што се уште се развива и се отвора. Светото писмо не случајно во она што го читаме овие последни неколку пати, Евангелие според Матеј, 4 глава од 1 до 11 стих беше клучна во искушенијата на Христос. Зошто? Затоа што Божиот непријател, оној кој што во Библијата се нарекува ѓавол или сатана, има повеќе имиња, знае едно нешто, дека ако Исус Христос потлекне на ниво на вера, односно на светоглед, се друго ќе биде лесна работа. Исто како и јас и ти. Главната работа на ѓавол во мојот и во твојот живот е всушност да ни го модифицира библискиот светоглед, да ни го искриви, да искриви нашата слика за Бога и за светот и за себе си, и после другото е лесно, другото е исход, другото се некои мали работи. И затоа во оваа 4 глава на Евангелието според Матеј, во 8 стих вели: потоа ѓаволот го одведе на многу висока планина и му ги покажа сите царства на светот и нивната слава. И му рече: сето ова ќе ти го дадам ако паднеш и ми се поклониш. Видете, ова не е само ајде ти само падни пред мене, моето его да порасне. Ова е покана на ѓаволот, Исус Христос, да го напушти својот светоглед, да го напушти својот однос со Бог, да напушти својата мисија и да го прифати светогледот на ѓаволот. Светогледот на ѓаволот кој што значи егоцентричност, кој што вели дека суштината на моето и на твоето постоење сме јас и ти, и дека главното нешто е нашата реализација, слушате ме добро, без разлика на жртвите и на последиците. А мислам дека денеска ние очигледно дека живееме во свет во кој што не е ова ѓавол кој што е со трико, со рогови, со опашка. Ова е ѓаволот кој што и те како добро знае што прави, и те како знае како да го уништи овој свет. Кога ние стануваме егоцентрични и кога ние велиме дека јас сум си најважен и дека никој не е како мене, ние сме само, како да кажам, чинители на свет кој што нема иднина. Човештво кој што нема иднина. И Исус му вика вака: бегај од мене, сатано, зашто е напишано на Господ твојот Бог да му се поклонуваш и само нему да му служиш. Што значи, добро е оваа твоја понуда, добро е ти што мене ми викаш, ти поклони ми се, све ова ќе биде твое, ама за мене и во мојот живот, мојот однос со Отецот ќе биде клучен. И тогаш вика ѓаволот го остави. И затоа сметам дека нас ни е потребно вакво едно познавање, длабоко познавање не само на Светото писмо, туку длабоко познавање на Бога преку Светото писмо. Зошто? Затоа што од таквото нешто, кога јас и ти сме во искушенија, ќе зависи исходот на нашите искушенија. И еве го Исус, кој што суштински знае што Светото писмо зборува, суштински знае кој е Бог, што е светот и која е неговата улога во него, и затоа е во можност и одлучува да го тргне ова искушение на ѓаволот. Денеска зборуваме за христијанската дисциплина, интеракција со Светото писмо. И викам интеракција затоа што денеска многу луѓе читаат Светото писмо, немаат интеракција со Светото писмо. Денес, за жал, и сега зборувам за христијаните.
многу често Светото писмо е сведено на некаква површност. Не знам, пасторот ми кажа дека треба да читам Свето писмо секој ден и еве јас си читам Свето писмо секој ден. И си читаш и го поминуваш текстот и си го затвараш и си викаш ете завршив работа. Мислам, таквото нешто никогаш не може да биде добро и значена интеракција со Светото писмо. Второ нешто во кое што запаѓаме, второ нешто кое што е присутно, морам да кажам и тоа многу присутно, тоа е следново. Доаѓаме пред Бога, доаѓаме во црква со еден куп наши проблеми, со наши амбиции, аспирации и си викаме вака. Пасторов сигурно нас не вика читате Свето писмо, за ако јас читам Свето писмо, Бог води евиденција денеска кој чита Свето писмо и не е битно што таму зборува Свето писмо, значи самиот чин на поминување на текстот е важен и кога Бог ќе види, еве го Никола, види го, чита Свето писмо секој ден, тоа значи дека исходот ќе биде Бог им дава здравје, радост, зарност, убави. Знаете што ќе ви кажам наискрено? Кога ја и ти читаме на таков начин Свето писмо, ние сме како да кажам соблазнителни за луѓе кои што не веруваат. Си вика, чекај, овој човек чита веројатно 5-10 години, ама некако ние што еве атеисти сме и не веруваме, па некако и не гледаме дека тоа што он чита има било каква врска со неговиот или незиниот живот. И друго, морам да ви го кажам следново. Бидете спремни често пати да бидете во разговор со атеисти кои што Библијата ја знаат многу подобро од вас. Да не биде после офлеле мајко и да не биде изговорот као ама добро, ја барем си верувам во Бога. Она што Бог нас не повикува е ние да имаме интеракција со Светото писмо. Не површна, не суеверна, значи не само ај ќе си прочитам површна, не само ќе читам секој ден, така вика пасторот или свештеникот, за да си имам здравје, среќа, што и да е, значи тоа не функционира. Луѓе доаѓаат кај нас од црква, доаѓаат и после неколку месеци ќе си отидат. Зашто? Знаеш што, ја идев од црква и читав Библија секој ден и еве пак не добив работа, јас се надев да бидам директор, мене пак ме стајне, не знам таму нешто друго, баш сум разочаран, затоа што немаш врска со тоа како Бог го има замислено интеракцијата со Светото писмо. Оно што Чарлс Дюхинг ни го кажува е следно. Чарлс Дюхинг ни зборува дека ние треба да бидеме дека ние не можеме да воспоставуваме нови навики, туку дека ние можеме само старите навики да ги менуваме со нови. Тоа значи што јас и ти реално можеме да го направиме е да процениме кои навики всушност ги имаме во нашиот живот и тие навики да ги смениме со понови навики. Ова го кажувам затоа што суштински за јас и ти да можеме да живееме плодоносен христијански живот, ќе биде неопходно да влеземе во една сериозна интеракција со Светото писмо. Да почнеме да градиме навика. И морам да ви кажам едно нешто. Прв пат во живот кога слушнав дека некој ми вика, Бог не повикува секојдневно да имаме заедништво со него преку читање Светото писмо и Бог не повикува да имаме заедништво едни со други со тоа што барем еднаш во недела ќе се собереме заедно како црква. Викам, човече, она македонска тахикардија. Значи јас ќе треба од сега до крајот на мојот живот по 15 минути, по пола сат на ден да читам Свето писмо. Или значи јас ќе треба во недела, не треба ништо да правиш. Јас само ти кажувам кој е Божиот рецепт за плодоносност. Внимавај, не за исполнување на твоите амбиции, аспирации, што иде, туку за плодоносност. За менување на нашиот карактер, за отргнување на злото во нашиот живот и за градење на издржливост, која што еден ден мене и тебе ќе не доведе по милоста Божја и заради Бог ќе не доведе до вечноста, затоа што искушенијата се многу и се неверојатни. Она што сакам да ви го кажам денеска е не да ги исклучите вашите телефони, туку напротив да ги вклучите вашите телефони. Ако вие кај мене видите, ако видите мојот телефон, ќе видите дека тука имам една апликација која што се вика Holy Bible пишува или Bible. Отворете на вашите компјутери, десктоп, лаптоп, без разлика, на вашите таблети, на вашите телефони, кои што сите ги имаме.
Значи денес веќе не може да речеме немаме телефон, луѓе што се по 80 по 90 години, леле телефон, ми купил внукот телефон, па кога ќе научат гифови да пуштаат, па после тоа бомбардирање со гифови. Значи секој од нас има пристап до некаков телефон или има компјутер или што и да е. Ова може да се направи и со Библија во хартиена форма, ако немате ќе ви ја дадем, имаме и хартиени планови, ама сакам да ви кажам едно нешто. Сакам прво да го поздравам мојот многу драг брат и пријател Мет Боер, кој што со неговиот тим оваа апликација нас ни ја направија достапна. Апликацијата се вика YouVersion или односно се наоѓа на сајтот bible.com или на македонски bible.com. Значи, ако влезете во оваа апликација, ќе видите дека има повеќе работи. Една од тие работи се долу во самиот во долниот дел, не знам дали се гледа се тука баш добро, и телефонов треба малце да го исчистам. Значи тука долу имате планови за читање Библија. Ќе ви кажам најсвремна работа. Овие планови за читање Библија се едно од најдобрите, најфантастични нешта кои што денеска можеме кои што нас денеска ни се достапни. Еве зошто. Со неколку пријатели во моментов го читам ова, а тоа е, усве се ќе искочи наопачки, ама читај, живеј, Матеј. Тоа значи дека ова е план за читање на Библија, на црквата Солкрафт, Евангелие според Матеј. Тука може да видите долу главите на Библијата и она што е за мене одлично, значи она што стварно заради кој што ќе ви ја препорачам оваа апликација е што буквално ни прави да јас и ти стекнеме навика на интеракција со Библијата и со Светото писмо. Како и секоја друга современа апликација, таа ни овозможува да одбереме која книга во Светото писмо ќе ја читаме, дали ќе ја читаме сами или со пријатели. Јас, например, многу сакам да читам и сами со пријатели, така да секојаш сум во 1, 2, 3 плана во исто време. И ни дава можност да си направиме подсетник, пошто сме ние многу зафатени, нели се бавиме со светски проблеми, се бавиме со тоа дали коронавирусот постои или не постои, дали треба да се вакцинираме или не, дали на Марс има живот, дали земјата е рамна или можеби е топка. Презафатени сме и заради тоа ние можеме да се направиме подсетник секој ден, не знам, сабајле у 7 или 8 или напладне во 1 или кога сакаш у текот на денот, самата апликација да те подсети дека треба да читаш Библија. Сега, тука тоа што сме го направиле е, и пак ќе кажам, Мет и екипа, да не ги именувам сите заедно, значи од моје име фала, од име на Солкрафт фала што оваа апликација ја направивте достапна, bible.com, bible.com, значи како сакате спелингот да ви биде, отвараш и имаш тука 3 дела. Побожност, главата што ја читаш и разговарај околу тоа. Побожност е тука да те подсети кои се барем основните начини за квалитетно читање на Светото писмо. Вика вака, помоли се пред да читаш. Имаме тука кратка молитва. Ако си можеби атеист или си агностик или само истражуваш, сакаш помоли се, сакаш не се моли. Ама вториот дел е нешто што сметам дека е, како да кажам, основа на читање на книга. И пак ќе кажам, не е денеска проблемот што христијаните ја читат книгата како Библијата како најголема книга во светот. Проблемот е што христијаните ја читаат Библијата како помалку од книга. Значи, замислете ние било која книга од светска литература, Достоевски, да го читаме, сега ќе читам една страница Достоевски, сега ќе читам едно поглавје, никош нема да разбереме што Достоевски сакал да ни каже. Никош нема да ги разбереме оние фини поенти на Достоевски. Она што начинот дека што ние го читаме Достоевски, или си читал стручна литература, или си читал, не знам, лектири средно, ако не си читал лектири, ќе си викаш, леле, требаше да читам, значи, тој истиот тој начин на кој што ние пристапуваме на Библијата. Кој дел или делови од текстот ти го привлекува твоето внимание, размисли зошто, што Бог ти кажува за себе си, значи што Бог ти кажува за светот, за можеби некоја твоја ситуација. Имаме клучен момент, и тоа го спомнав и минатиот пат, на примена. И видете, сосема е во ред ние да читаме Библија аналитички, информативно. Значи да земеме, има луѓе кои што не веруваат во Бог, во светски универзитети, и тоа си го прават од некои други интереси.
литературни интереси, историски интереси, филолошки интереси. Ова што сега го зборувам е читање на Светото писмо во однос на христијанската дисциплина, значи како ние тоа да го направиме од аспект на вера во Бога. Значи точно што ни зборува текстот, како тој текст значи како тој текст ни зборува за нас денес и што можеме клучниот момент како ние тоа да го аплицираме кај нас денес во нашиот живот. Значи не само историски и концептуално ова го зборува, јас ова се согласувам, јас ова не се согласувам, туку не само ние да ја читаме Библијата, туку да дозволиме Библијата да не прочита нас, да ме прочита мене. Затоа што првото нешто е многу полесно. Јас земам Библијата, јас сум како да кажам, имам контрола и се викам, сега ќе прочитам, ова ми се свија, ова не ми се свија, чао. Стекнете една навика да дури оние најтешки делови на Светото писмо да ги прочитате и да се обидете да разберете зошто е тоа кажано, оно што е кажано и да тие прашања кои што ние ги имаме да ни се вратат кај нас. И знаете што? Сега ние имаме некои текстови, имаме некои, не знам, историски моменти кои што не се можеби доволно јасни или тешки се за разбирање. Најтешките работи во Библијата се оние, за мене барем, наједноставните. Знаете што е тешко во Библијата? Значи не е ние да ги научиме имињата како што се Мелхиседек или не знам Мисах, Садрах и Аведнего, не се замарете со овие имиња, тоа се личности од Стариот Завет. Тешкото за мене, знаете што е? Кога ќе прочитам Исус кој ми вика во проповедта на гората, љубете ги вашите непријатели, молете се за некој што ве мразат. Значи, тоа е тешкото. И од таму сакам јас да прво да го абсорбирам тој текст, да речам, добро, мораше ли Божи ова да биде во Библијата и да си тогаш што да направам? Да идентификувам непријатели во мојот живот, да идентификувам луѓе со кои што сум во конфликт и да можам тоа што е во Библијата да го применам. Што значи да се молам за нив и да видам како можам да активирам комуникација или да ги подобрам односите. И можеби тоа не е можно, ама тоа не треба да биде однапред мојот или твојот став. Значи, она што е значено е токму тоа. Значи, значено е да јас и ти имаме дневна навика. Дневна навика на абсорбирање. И кога нешто нема да разбереш, остави го. Значи, помачи се прво да го разбереш. Имаш милион ресурси денеска на интернет, помачи се, ама суштински и после известно време ако не го разбереш, остави го на страна. Никогаш има работи кои што никогаш нема да можеме да ги дознаеме, но има некои работи кои што можеби во моментот не ги знаеме, ама некој друг, и затоа сакам да читам во оваа апликација со други луѓе, некој ќе даде коментар, имаме таму можности за чет, имаме можности за коментари, за прашања, за рефлексии и таму имам прилика да тоа што можеби мене не ми е јасно да го научам од некој друг. Зашто видите, кога ќе дојдеме ние во една суштински тешка ситуација, а неколку пати спомнав, ова ми измината година за мене и за мојата сопруга Анет, која што почина пред 2 месеца, и за мојата ќерка беше ненормално тешка ситуација. Во тие суштински моменти ние немаме време тогаш да градиме светоглед. Ние немаме време тогаш совети, секој ден ќе доаѓаат најдобро намерни, од срце совети, ама го завршуваш денот со една маса преполна со совети и си викаш од кај да почнам. И сума сумарум, кога сето тоа ќе го добиеме како совет, и лекарски совет и сите тие нешта, она што во големи кризи ќе биде суштинско, е всушност кој е нашиот светоглед? Нашиот светоглед ќе излезе на површина. И тогаш сакале не ние ќе си одговараме прашање. Кој е Бог? Дали Бог постои и кој е тој Бог? Што е со светот и што е со мене? И кога ние читаме, кога ние дозволуваме, всушност, кога ние читаме Библија, ние дозволуваме нас таа Библија да не обликува. Читаме за луѓе кои што се наоѓале во исти или во слични ситуации. И гледаме како Бог интервенирал, што Бог правил, како тие луѓе граделе своји ставови, како да кажам, како тие поминувале низ тие ситуации. И да кажам, еве, едно нешто, со Анет секој ден читавме дел од една глава од Библијата и особено псалмите. Псалми кои што зборуваат за луѓе кои што се наоѓаат во најдобри моменти, ама огромен дел од псалмите повторно излезе на површина. Псалмите се всушност молитви, поетични молитви, литургиски, не знам како да ги наречам, значи молитви суштински на луѓе кои што се наоѓале во страшни, во тешки ситуации. И зборуваат за тоа дека им е тешко и дека имаат чувство дека Бог не ги слуша, и зборуваат за тоа дека им е тешко и дека Бог ги слуша, зборуваат Псалм 22 до пола псалм зборува за тоа дека е тешко и дека започнува со оноа Боже мој, зошто си ме оставил, за да
од средината надолу со еден мал индикатор. Псалмистот ни вели и тие чу мојата молитва зборува за Бог кој што е слушнал молитвата. И таквото нешто мене Јанет не воведе во повторно и продолжено градење на нашиот светоглед и нашата вера во Бога и несомненост дека ние сме во Божји раце. Ние не го знаевме исходот, ние се молевме за најдобар исход, ние се молевме за чудо. Но суштински ние знаевме едно нешто, дека нашиот Бог е добар Бог и дека се наоѓаме во неговите раце. И дека без разлика на нашиот живот, долготрајноста или кусотрајноста на животот, без разлика на маките што ќе ги искусиме, без разлика на сите оние нешта кои што се предизвик во животите во кои што живееме. Бог е оној кој што е добар и Бог е оној кој што во Исус Христос ни даде вечен живот. Ни даде можност да не живееме само тука и смртта да не биде крај, туку преку неговото воскресение го навести моето и твоето воскресение и го навести мојот и твојот вечен живот. И знаете што? Животот не е лесен. Ни за мене, ни за тебе. Животот никогаш нема да биде лесен. Имаме моменти на оази, на доброта и на радост. Знаете што? Сега гледам. Уживајте во таквите моменти. Но суштински, оно што е библиската порака е дека Бог е со нас. Дека ако му дозволиме, тој нас ќе не обликува, дека ќе биде со нас, ќе не држи, ќе не спроведе низ овој живот, ќе ни помогне да поминеме низ овој живот и еден ден ние ќе имаме вечност во кој што ќе бидеме заедно таму каде што тој сака ние да бидеме. Значи да бидеме заедно не само во заедништво со него, туку и едни со други. И за тоа да го направиме, пак ќе ви кажам. Треба да воспоставиме навика на христијанско читање на Светото писмо. На интеракција со Светото писмо. Секојдневно. Црпење, малку по малку, затоа што, како што кажав, пред 3 проповеди мислам, малите инвестиции, 15 минути, пола сат на ден, носат големи дивиденди. Носат големи придобивки и тука, и еден ден. Живот вечен со Бог. И затоа, така и ќе завршам. Покана да започнеш со редовно читање во Светото писмо. Не, сега денеска ми е тешко, сега ќе земам Библија, кај што ќе ми се отвори тешко тебе и тешко мене ако така читаме Библијата. Не, навика. Најтопла препорака, симни си ја апликацијата YouVersion, bible.com, biblia.com и јас те поканувам. Ако немаш со кого да читаш Библија, мене лично ќе ми биде многу драго ако се пријавиш, ако ни пишеш на нашата Facebook страница или на нашата веб страница и само кратко ни кажеш, јас се викам така и така, сакам да читам Свето писмо со Никола и ние тоа ќе го направиме. Мене тоа ќе ми биде големо задоволство. Големо задоволство затоа што верувам дека ова е една суштинска пракса на која што сме ние повикани. И верувам дека тоа е контекст кој што Бог ни го дава. За ние да научиме да го љубиме Бога, да ги љубиме ближните и да научиме да се љубиме самите себе си. Затоа, значи, не пропуштете. Апелирам, не пропуштете. Да имате можност да бидете обликувани од страна на Бога во секојдневниот живот, за кога ќе дојдат кризите и кога ќе дојдат тешките моменти, да знаете кој е Бог. Да знаете што е светот и што да очекувате од светот, да знаете кој сте вие. И да знаете суштински дека тој Бог е добар Бог кој што ни дава надеж и живот вечен. Приклучете се. Почнете со таа пракса, секојдневна интеракција со Светото писмо. Поздрав!